Почитувана македонска јавност, почитувани медиуми и колеги. По однос на годишниот извештај од Државниот завод за ревизија, меѓу бројните констатирани недостатоци во сите области, јас ќе се задржам стриктно на делот од ревизијата кој се однесува на туризмот, од проста причина за да го задржам фокусот на туризмот и појасно да ви предочам дека после ВМРО ДПМНЕ и Државниот завод за ревизија со овој извештај потврдува дека власта дефинитивно го пречкрта туризмот. Значи ќе се задржам само и единствено на точката 5.5.3 од извештајот на Државниот завод за ревизија со наслов Ефикасност на преземените мерки и политики за намалување на ефектите од пандемијата во секторот туризам. 3 години владините гласноговорници овде не убедуваат дека понудиле мерки и политики со кои туризмот ни бил на прав пат. Безбројните одбиени амандмани за развој на туризмот, предлог законите за измена и дополнување на Законот за туристичка дејност, Законот за угостителска дејност, кои со години го чекаат денот во кој стабилното мнозинство ќе се собере за конечно да се продискутира за туризмот, се само мал сегмент кој гласно говори за фактот дека оваа власт ниту има намера, ниту има идеја како да го развива македонскиот туризам. Ама затоа пак не изостануваат широките насмевки по саемите, каде божем се промовира Македонија како туристичка дестинација, после кои, освен фотографиите, не добиваме апсолутно никаква конкретна информација за тоа кои се придобивките од тие екскурзии за македонскиот туризам, за Македонија и за македонската економија. Едно ќе ви кажам. Колку што им е широка насмевката на најодговорните и најповиканите за туризмот на фотографиите, толку ни е поужасна состојбата во туризмот. И за да ја докажам тезата дека власта дефинитивно го пречкрта туризмот, ќе направам една паралела помеѓу она на кое што цело време предупредуваме, наспроти она што го говори или поточно лаже власта. Па, со податоциве од конечниот ревизорски извештај, јавноста нека си пресуди каде плови бродот наречен македонски туризам и дали сидрото не влече напред. Велевте, власта понуди ефикасни мерки за спас на туризмот и справување со последиците од пандемијата. Државниот завод за ревизија ви вели: мерките во туризмот имаат делумно влијание за ефикасно справување со последиците од пандемијата. Велевте, владините мерки во секторот туризам дадоа резултати, а ви укажувавме цело време дека степенот на реализација на владините мерки во секторот туризам е катастрофален со реализација под 55%. Ете тоа ви го потврдува Државниот завод за ревизија, според кој, цитирам, низок е степенот на реализација на владините мерки во секторот туризам. Каде е сега колегата што цело време се фалеше токму со овие мерки во туризмот? Добро ќе беше да беше тука, да стане, да го види сала, да стане, да ја демантира констатацијава од конечниот ревизорски извештај. Да ве потсетам и дека велевте како власта имала план и програма за развој на туризмот, додека цело време ви говориме дека немате стратегија за развој на туризмот, дека е потребна измена на Законот за туристичка дејност, дека е потребна измена на Законот за угостителска дејност заради констатирани потешкоти во имплементацијата на законските решенија во пракса. 3 години го говорам ова. Не сакавте да не послушате. Еве сега, бидете разумни и ако не нас, послушајте го Државниот завод за ревизија, кој вели дека, пак ќе цитирам, има потреба од измени на законската регулатива поради потешкоти во имплементација на законските решенија. Буквално идентично се изразил Државниот завод за ревизија, идентично како пратеничката група на ВМРО ДПМНЕ. Понатаму,
Ви укажувавме дека владата и институциите за развој на туризмот ниту се координирани, ниту имаат план и политики за иден развој на туризмот. Како доказ за некоординираноста ви го посочи фактот што институциите бараа поголем буџет за туризам, а владата континуирано ги крати средствата за туризам. Институциите говорат за развој на нови форми на туризам, а владата ги одбива сите амандмани од опозицијата за развој на нови форми на туризам. Верувајте ми, веќе ми доаѓа да побарам да се издвадат стенограмите од она што сум го говорела, за да направите споредба и конечно да сватите дека ви говорам со добра намера и единствена цел развој на македонскиот туризам. Што вели Државниот завод за ревизија на ова? Истото што веќе сум го кажала. Не постои целосна координација меѓу институциите и носителите на секторот туризам. Ваквата состојба, вели Државниот завод, го отежнува следењето на успешноста од спроведувањето на мерките, како и отсуство на идни насоки за постапување. И за крај, ви кажувавме дека владата носи само пиар мерки, кои се задоцнети и нетранспарентни и кои се носеа со избегнување на јавни дебати и без консултација со засегнатите страни и бизнис секторот. Ама се фалевте дека носите навремени и транспарентни мерки базирани на претходни анализи и консултации со бизнис секторот. Еве, Државниот завод за ревизија утврдил отсуство на документација за извршена претходна анализа и проценка при креирање на мерките на која се базира планираниот опфат и потребните средства за секоја економска мерка, условите и критериумите за нивното донесување. Во однос на контролата над исполнувањето на условите за доделената финансиска поддршка на туристичките агенции од шестиот пакет на мерки, констатирано е дека не бил утврден начинот на кој ќе се врши контрола за исполнување на условите. Не е определена надлежна институција која ќе ја врши контролата на мерките кои ќе се превземаат во случај на неискористување на критериумите и неизвршен поврат на средства. Што значи сето ова, колеги? Ова значи дека и тие мерки кои ги доделивте биле нетранспарентни и селективно доделени. На охридски кажано, се трошело, а не се знаело кој јаде, кој пие, а кој плаќа. Секако плаќаат граѓаните преку уништениот македонски туризам, од кого токму тие граѓани живеат. Ете, дотука е вашиот интерес за развој на туризмот. Само дотука, докаде што корист имаат поединци. Краен заклучок е дека оваа власт го уништува македонскиот туризам, затоа што најмалку се мисли на туризмот и туризмот воопшто не е во фокусот на економската политика, иако во сите развојни документи и експертизи туризмот има статус на носечка гранка во Македонија. Оваа власт не го препозна значењето на туризмот за економијата. Сообраќајната инфраструктура ни е благо речено ужасна. Работната сила во угостителско-туристичкиот сектор не напушта. Власта нема тим од стручни луѓе во туризмот кои на креативен начин ќе се фокусираат на туристичкиот развој на Република Македонија, на долично промовирање на земјата и нејзино враќање на светската туристичка мапа. За ова уништување на туризмот, повеќе би рекла свесно отколку несвесно, некој еден ден ќе одговара. Ви благодарам.